Здраво дечки, одамна ни направив ново видео, но во ова видео ќе ви покажувам како да направите калкулатор во Python за почетници. Ќе биде прилично лесно и ако го повежбате малку, ќе бидете многу добри. Па ајде да започнеме. Сега прво го имам направено проектот, односно скриптот. Тука го имаме калкулаторот. Сега ќе ви покажам како ќе изгледа. Ве молиме изберете операција. Првата операција е собирање. Одземање, множење и делење. Значи 1, 2, 3 или 4. И пишува избери операција 1, 2, 3 или 4. И ајде например да пробаме да собираме. Ќе внесам 130 плюс, ајде да видиме 93. И тоа е 223. Како што гледате, калкулаторот работи одлично. Па ајде да почнеме да го правиме. Ќе кликнеме файл во VS Code или VS Codium или во вашиот code editor. Ќе кликнете Open Folder, ќе направиме нов фолдер во Documents. Ќе се вика Python Calculator. И во тој ќе го селектираме тој фолдер, ќе го отвориме, ќе направиме нов проект што ќе се вика calculator.py и еве го скриптот. Ајде да започнеме. Прво ќе ја дефинираме функцијата. Дефинирај, собирај. Ќе напишеме собирај number 1 запрека number 2. Потоа ќе напишеме две точки. И тука ќе ја дефинираме функцијата за собирање. Значи кодот е return number 1 плюс number 2. Return number 1 плюс number 2. И ова не е функцијата за собирање. Као што гледате исто. Значи, сега ќе ви ја објаснам овие работи. Дефинит за дефинирање функции. Собирај ни е името на функцијата. Number 1 се параметри, number 1 и number 2 се параметрите. И тука ние, значи, ова го извршува кодот return number 1 плюс number 2. Тоа е функцијата. Значи, подоцна овие number 1 и number 2 параметри ќе се заменат со број 1 и број 2. Сега следно треба да го ископираме ова, значи ископирајте го ова def собирај, или пак можете да ги пишувате ако сакате мануелно. Нас сега вака ќе ги ископирам. Треба да имате 4 од нив. Сега второто ќе го напишете од. Значи, потоа ќе треба да го напишеме текстот за ве молим изберете операција, значи за да ги посочиме операциите на човекот. Значи ќе напишеме print. Значи ова би требало да биде ве молиме изберете операција. И тука сега ќе ви објаснам што значи ова сега што го пишувам. Коса црта и н. Само да знаете, не е оваа коса црта, туку е оваа коса црта. Значи ова значи дека ја завршуваме линијата и дека почнуваме втора линија или друга линија. Сега тука ќе го напишеме истиот символ пак, за да не пренесе надоле. За вториот збор. Да. Сега, значи за втората реченица. Сега втората реченица ќе ни биде собирај. Само вака. Ќе напишете собирај. Не, собирање. Прва опција ни е собирање. End line. И следно ни е одземање.
Ќе затвориме линијата, пак ќе завршиме. Следното ни е множење. И четвртото, последното ни е делење. Завршуваме линија и стена. Значи, тоа е тоа, само што овде на крај нема да го имаме овој символ. Тука веќе ќе завршиме. Упс. Вака треба да биде. Можете да се збуните со косите црти, така да проверете уште еднаш. Значи, ова треба да изгледа вака. Сега следно ќе биде внесувањето од корисникот. Ќе создадеме променлива избери. Потоа ќе напишеме int, тоа значи интегрер. Сега овдека ќе го имаме инпутот од корисникот. Input. И сега тука input, отвори заграда, внеси, да видиме како, избери операција. Тука ќе биде инпутот од корисникот, избери операција. И тука ќе ги наброиме бројките што може корисникот да ги избере. Бројката 1, 2, овие се функциите, операциите, 3 и 4. Избери операција 1, 2, 3 или 4, односно собирање, одземање, множење или делење. И потоа ќе ни биде ќе дефинираме променливите број 1, број долна црта 1 и број долна црта 2. За празно место користиме долна црта во Python. И сега пак исто ќе имаме интегрер и внес од корисникот, input, тука ќе ни биде внеси, само не заборавајте заграда, внеси го првиот број, и доле ќе имаме интегрер и input од корисникот, кој ќе биде внеси го вториот број. Внеси го вториот број. Сега следно е избирањето на функциите, односно калкулаторот. Сега ќе биде ако корисникот избере, значи ако избери, корисник избере еднакво на, значи ако избере 1, да биде собирање. Значи сега тука е веќе сега тука ги кажуваме функциите, кои функции треба да се извршат. Сега ова е за чисто за корисникот да биде поубаво уредено, да биде поубаво уреден текстот, за корисникот да поубаво да види. Значи ќе напишеме број print број 1, ќе го ставиме плюсот во загради. Број 1 нема да ќе ставиме плюсот во наводници. Број 1 нема да има наводници, бидејќи тоа е променлива која треба да се прикаже, а плюсот, доколку не ставиме наводници во плюсот, ќе се сврши функцијата со собирање, која што не сакаме вака да се изврши, поради што плюсот е само за кога корисникот, сега ќе ви покажам дека, за корисникот поубаво да му биде прикажано на корисникот. Сега ќе ви кажам кој е тој плюс. Внеси го првиот број, 100, 100, 200. Еве го тој плюс. Значи ова е само за естетика, само колку корисникот да
поубаво да му биде прикажано и еднаквото исто така. Затоа плюсот и еднаквото треба да бидат во загради. Значи број 1 плюс број 2 број 2 е еднакво и еднаквото секако во заграда, поради што не треба да се изврши таа операција, туку само за изглед. Е еднакво на ќе биде сега ќе имаме запирка. Значи после овие сите, после број 1, после плюсот, после број 2 и после еднаквото ќе имаме запирки. Поради што тоа само за естетика, реков, само за користникот убаво да му биде прикажано. И сега тука се извршува функцијата. Значи, одиме доле, кликаме Tab за да ни биде поуредено, значи тоа прави неколку празни места. Знаете исто така и од Word ако сте користеле, кога ги кликнете Tab остава место. И тука ќе напишеме функцијата која е собирај, која ја дефиниравме погоре. Тука е ева собирај функцијата, само ја користиме доле. И затоа ги дефиниравме функциите за да не го пишуваме сето тоа доле. Значи, собирај број 1 и број 2. Еве ги тие параметри, сега ги променивме во променливите број 1 и број 2. Значи број 1 и број 2 и мислам дека е готово, само што треба да ставиме уште една заграда поради горното. Значи оваа заграда го затвора целото принт. И ова само сега многу е лесно, значи само треба да го копирате. Значи го копираме исто така, го пестаме и ова треба да биде 4 пати. Сега, ако човекот избере 1 добро, собирај, ако човекот избере 2, овде треба да биде одземај. Ако човекот избере 3, овде дека треба да биде множи. Ако човекот избере 4, 4, тогаш тука треба да се дели. Исто така не заборавајте да ги замените овие за естетика што беа. Овде треба минус да биде, овде треба да биде по. И јас за оземање не сакам да го ставам овој символ, поради што ова е повеќе символот за дропка, тоест за делење не сакам да го ставам овој символ. Туку сакам да го ставам овој, поради што овој символ е повеќе за дропка отколку за делење, затоа ќе го ставам овој символ. И тоа е. Значи сега уште треба да направиме овдека место if да ги замениме else if, значи if и if набројуваме повеќе функции и на крајот доколку ниедно од овие не е селектирано else ќе напишеме само да видам ќе напишеме внесовте инвалиден број. Значи else, не заборавајте две точки да ставите на крајот на else. Print ќе скрутаме внесовте невалиден број. Внесовте невалиден број. Толку. Може да ставиме извичник. Тоа би било добро. Значи ова е програмата. Сега нешто мислам дека заборавивме, а тоа е да ги смениме овдека операциите. Значи овдека треба да биде одземање со минус. Овие се главните, значи ова ако го се решиме нема да биде точно. Ова по и ова да биде делење, не заборавајте да го ставите овој символ за делење, поради што ова е за делење операцијата во Python. И ајде сега да го истестираме, би требало да работи исто како оваа претходната. Значи собирање, ајде правиме собирање, си го прави број 430 плюс 100, 530. Ајде правиме одземање, значи одземање ќе биде, ајде одземеме некој покомплициран број. 93.060 минус 3
30.080, ајде. Уште менуа 30.080. Тоа е 62.980. Значи тоа работи. Множење. Што е трета функција? Ајде да напишеме 10 по... Ајде да напишеме 3 по 4. Добро, тоа е 12. Значи... Ајде да правиме нешто по-комплицирано. Ајде да правиме 56.789 помножено со 10.789. Ајде да тоа е многу голем број. Нема да го читам бидејќи е многу голем. Значи знаеме дека множи. Ајде да пробаме делење. 10 поделено с... Не, ајде да пробаме нешто по-комплицирано. 850 поделено со 340. Тоа е децимален број, но можеме да го заокружиме на 2,61. Може да го заокружиме така. Значи, калкулаторот работи. Ајде да видиме што ќе се случи доколку не внесеме ниједна точна операција, например, ако внесеме 8, а не е наведено, значи 8 не е наведено. Внеси го првиот број 23, вториот број 45, а внесовте невалиден број, значи подобро внесовте невалидна, избравте невалидна операција. Избравте невалидна операција. Значи избравте невалидна операција. Сега ако ќе биде појасно на тој што го користи калкулаторот, ајде да пробаме сега ако ајде да срешиме нешто, например бројки некој 12 и 12 и сега внесовте значи само бидете предпазливи дека треба да сейвнете програмата, да го сейвнете скриптот пред да го извршите, бидејќи доколку не го сейвнете ќе се изврши стариот скрипт. Треба да го сейвнете со помош на копчињата CTRL и S, значи Ctrl и S. Кога ќе кликнеме Ctrl и S, ќе видите дека ќе се изгуби тоа белото крупче, значи гледате дека има бело крупче, тоа значи дека не е зачувано. Доколку кликнете CTRL и S, тогаш ќе го снема тоа белото крупче, што значи дека програмата е зачувана. И сега бидејќи ја зачувавме новата програма, сега да видиме ајде било кој број, ајде 12 и избравте невалидна операција, поради што можете да изберете само собирање, одземање, множење и делење. Тоа е околу оваа програма. Уште еднаш ќе повторам, ако сакате што се деловите. Значи ова се функциите, главниот дел. Ова е каде што му укажуваме на корисникот кои операции може да ги избере, секако дека се собирање, одземање, множење и делење и кои броеви се. Овдека е делот каде што ги земаме информациите од корисникот. Овдека е делот каде што тие се, како да речам, обработуваат. Например, ако си избрал 1, тогаш се собираат, се користи функцијата собирај, ова е исто многу важен дел, и се собираат број 1 и број 2. И на крајот имаме дел каде што доколку корисникот не избере ниту собирање, ниту одземање, ниту множење, ниту делење, програмата ќе исполни да избравте невалидна операција. Толку за оваа програма. Доколку сакате уште Python туторијали и можете да побарате, доколку имате идеи за некои програми, можете да побарате туторијал за како да се направи таа програма. И тоа е тоа.
па се гледаме во следно видео. Се надевам дека ви помогнав. И исто така сакам да ви кажам дека сега имам канал на Odyssey. Значи Odyssey е иста платформа како YouTube, но е open source и исто така user friendly. Гледате дека тука има има повеќе работи за Linux, за компјутери, доколку сакате компјутери, доколку сакате програмирање, дефинитивно да си направите Odyssey канал и да joinете Odyssey. И секако кога ќе го направите Odyssey профилот, акаунтот, фоловнете ме на мојот Odyssey канал. Како што гледате, за сега имам 0 followers, поради што никој не знае дека имам сега Odyssey канал. Па тоа. Можете исто така да ме поддржувате со cryptocurrencies и тоа. Па, дечки, се гледаме.